Многу убава инспиративна приказна, за која ќе зборуваме со првата жена која што го искачи Монт Еверест и други десетина врвови во светот, ја промовираше својата книга Седумте и е прогласена за Европска жена на годината за 2022 година. Илина Арсова е нашата соговорничка денес. Добро утро. Добро утро. Навистина ни е чест. Ти благодариме. Ви благодарам на поканата. Ја споменавме книгата, но споменавме и Европска жена на годината за 2022. Нешто потоа за тоа. Би сакала за книгата да започнеме и со првото прашање. Вие сте дипломиран ликовен уметник. Така е. Но и нашата најпозната планинарка. И сега докажавте дека културата и спортот одат рака под рака. Но колку е тешко сето тоа да одат рака под рака? Да, не е тоа типичен спој, особено некај нас, па ни во светот. Значи, или спортистите се спортисти и се стрейтери и ги интересира само спорт, или уметниците се уметници, боемци по дефолт и немаат никаква допирна точка со спорт. Сега, кај мене тој спој многу природно се појави, уште не знам, во раната младост или како и да се викаат тие години, каде што баш од самиот пейзаж јас бев ликовно инспирирана, затоа јас толку уживам во планините, затоа што пред се ме плени моките на природата и тој исклучителен пейзаж кој што го посетувам. Благодарение на планинарењето, на качувањето карпи, можам да кажам дека сум ги открила најубавите места на светов, и тоа на 7 континенти, преку 50 држави и не знам колку врвови. Порано ги броев, сега веќе не ги бројам, ама знам дека има едно 7-8 над 6000 метри, преку 10 врвови над 5000 метри, еден од 8000 метри. За жал ке беа и повеќе, ама се уште се бориме со таа родова еднаквост, односно нееднаквост во нашата држава и се уште немаме исти можности, не добиваме исти можности како и нашите машки колеги, за да си го збогатиме уште малку нашето портфолио. Зборувам за женската страна на планинарењето. Но докази за женската упорност, дека кога жена успешна ќе науми нешто и упорно ќе го реализира тоа, се гледа резултатот. Не минува да е успехот и веруваме во вакви, нема да ставам наводници, но силни жени кои што се борат. Да, јас сум дел од една програма, точно навршуваме 10 години како постои програмата, од САД, глобална спортска менторска програма, токму за инспиративни жени кои што ја испишуваат историјата во своите спортски заедници. Слоганот кој што го носиме е силни жени по добар свет. Ако сакате да се навратам и на книгава, значи тоа, за разлика од првата моја книга, која што се вика Планинарење, оваа книга беше прирачник. Тоа беше прирачник, беше нужна литература за малку повеќе да се едуцира новата генерација на планинари, но и пошироката јавност на спортовите кои што произлегле од планинарењето, понатамошната класификација и така натаму. За разлика од таа книга, значи овде како имаме овој автобиографски патопис, самиот поднаслов на книгата е патопис за љубовта, планините и уметноста. Значи, не станува збор само за 7 врвови, 7 континенти, за мојот смрзнат нос, или за моите смрзнати прсти, или за предизвиците, или за тоа што сме јаделе и што не сме јаделе во планина, но и за љубовта како движечка сила, која што се провлекува низ сите тие приказни, и уметноста, која што секогаш кај мене била неразделен дел од спортот и планинарењето. Само да кажеме, насловот на екранот оди последното нешто што убаво ти се случи, тоа е прогласувањето за Европска жена на годината за 2022, но секако и главниот повод за гостувањето е книгата, токму Седумте. На 7 мај се промовираше, насловот е Седумте, најверојатно коинциденција. Со датумот или? Бога ми, да, не го планиравме датумот, така излезе, но супер што го спомна тоа. Сега сакам 270 страни има внатре, сакам да навлеземе во суштината на книгата со прашањето, кога ќе планинариш, сигурно ти доаѓа сигурно порив, како на секој уметник, веднаш нешто креативно во моментот, дали да се запише, дали да се напише, дали да се нацрта. Како во текот на планинарењето и искачувањето на врвови, тоа го контролираш, го балансираш. Бидејќи и ние на некој начин работиме креативна работа, знаеме, тоа е момент, тоа е секунда, застануваш да си запишеш нешто, И доколку не го запишеш, готово. Значи, јас водам и визуелен и пишан дневник, така и ја почнувам книгата, значи од секогаш сум сакала да пишувам. Дневници сум пишувала, блог
блог, сум водела на литературна секција, сум добивала и награди, но никогаш не сум верувала дека јас ќе пишувам книги. И сега на некој начин публиката па дури ми ја бараше оваа содржина, бидејќи тук таму јас објавувам по нешто и сето тоа го става во една папка. За на крајот, уште цели 2 години, ако не и повеќе, да ми земе за сето тоа да го комплетирам, да го збогатам, да го надоврзам на она што ми се случува денес и така натаму. Но исто така водам и визуелен дневник. Тоа е мојата првична професија, ликовната уметност. И јас имам дневниче кај што скицирам на базните кампови, кога ќе погледнам некоја страничка, точно знам што се случувало тој ден. Со една обична скица, како велат, една слика 1000 зборови. Точно знам што се случувало. Исто така, ние на Ликовна академија имаме учено психологија во уметноста, имаме учено психологија на детски цртаж. Значи, преку цртажот можам јас точно да кажам како сум се чувствувала во тој момент. Преку изложбите кои ги изложувам после секоја експедиција, јас знам како се чувствувам. Дали сум била во емотивно растројство, тоа се некои бурни слики со многу бои, со многу линии, или, како што се случи после искачување на Антарктикот, настапив со изложбата White или Белина, кај што се гледаше еден потполен зер. Значи, бело платно, бела слика, со една линија планина, значи, и 2 портокалови шаторчиња. Значи, тоа многу кажува за еден уметник да биде задоволен со една линија минимализам на платното. Тоа е одраз на еден внатрешен мир. Јовна, пред да го постави следното прашање, можам само да заклучам колку е убаво вака на уметниците кога имаат како да се исврла тоа што тлее во нив. Да, така? И тоа е убава, убаво е кога нешто створуваш со рацете, создаваш со рацете, па можеш да си го видиш резултатот после известно време, знаеш дека си почнал од бело платно, од нула и после тоа имаш видлив резултат. Многу работи кои што ги работиме денешно време, како што сум исто така вклучена во милион процеси на активизам и социјални промени, тука немаме мерлива компонента, се додека на вистина не поминат 15 на 20 или 30 години, па сето тоа не се вкорени во општеството, па да имаме ние некој пиплив да видиме што сме направиле. Да го видиме резултатот, односно тоа влијание и импактот што сме го направиле врз заедницата. Колку динамично живееш, колку работи ти се случуваат, колку си впуштена во проекти, патувања, пишуваш и успеа да издадеш и книга, пишуваш, црташ. Да. Значи, колку време траеше овој процес за 7 тебе? Кога врне, пишувам, сликам, кога не врне, најчесто сум надвор, ги правам другите работи, но постојано правам нешто. Значи, постојано правам нешто. Дури и сега, вака додека зборам со вас, концептот за вечер си го вежбам за вечерашниот настап, после ќе ви откривам за тоа. Но да, сакам да си правам планови, да си правам листи, па после тоа едно ливче на друго ливче, па секогаш си задавам малку повеќе отколку што треба, за на крајот да бидам задоволна и со 70%, 80% од завршеното. И секогаш мислам дека треба да целиме. Нели така велат, ако сонот или нашата цел лесно ја достигнеме, значи дека истиот не бил доволно голем, значи сме можеле да целиме и повисоко. Така да малку повисоко, ама сепак достижно да биде тоа. Постојано да има мотивација. И сите тие предизвици кои што си ги задаваме себе си, се нашата лична мотивација. Бидејќи јас еве сега после толку време добивам фидбек, како се вика, нели, од луѓето, дека сум успеала да ги инспирирам, дека сум успеала да ги поттикнам, ама што станува со мојата лична мотивација? Значи, кој ќе ме мотивира мене? Треба јас самата себе да се мотивирам. А за тоа ми требаат предизвици, цело време предизвици. Дефинитивно и таков карактер си, јас прв пат се гледаме вака лично во интервју, но тоа може веднаш од твојата енергија и аура да се почувствува и тоа навистина дефинитивно треба да биде одлика на секој човек што сака да си ги не мора да ти кажам. Не мора да значи. Како имам запишано во книгата, амбициите се
може би главниот двигател на мотивацијата, но исто така па не оставаат на мир. Јас некогаш им завидувам на едноставни луѓе кои што можат и без тоа да живеат. Така. Не дека јас не можам да бидам, мислам, јас можам да бидам среќна со многу малку. Мене ми е доволно еден зрак сонце, една пеперутка да ми прилета, исто како што сме се чувствувале некогаш во детството, во нашето убаво детство, сега не знам вие која генерација сте. Од убавото сме. Многу убаво детство и со многу малку требало за ние да бидеме среќни и да имаме безгрижно детство. Е сега не дека тие амбиции мене тоа ми го пореметуваат, ама некогаш, значи еден ден ако се земам за одмор да не правам ништо, веќе се мислам дека сум непродуктивна, дека со недели па почнувам чекај работа да не треба па нешто по дома ако треба да се направи. Да се најдам додека сум тука работа. Да не останам, да не направам нешто тој ден. Да се жива и здрава, нека те држи таа енергија. Фала. Дали во книгата имаме соголување на предизвиците, на искушенијата со кои што си имаш соочувано, не само на убавите, или, добро, сега кога ги гледаме сите искушенија во минатото, ги сваќаме сите и ги гледаме како позитивно, бидејќи и неубавите биле лекција за нешто, меѓутоа, како новинари знаеме со што една жена треба да се соочи кај нас за да успее, во смисла на спонзори, претргање на експедиција и слично, се е тоа внесено? Се од тоа има и, бидејќи на крајот наместо класична рецензија, имаме 7 посебни жени, особено силни жени кои што даваат еден краток коментар за книгата. Токму едната, Катица Гаровска-Ацевска, планинарка и книжевна преведувачка, вели: добро, овдека значи сме го извадиле само едно кратко. Зборот досада за неа е непознаница или на нашата национална хероина, но таа во својот подол коментар кажува искрено до коска. Значи од љубовни приказни до тоа што јас сум се качила на 7-та врвови, не значи дека сум одела со 7 крстови на чела, значи сум го затварала браво во раните утрински часови, на кладба сум можела да испијам зидарско пиво на екс и сето тоа, мислам, тоа е еден нормален процес. Се додека си оди по редот и се додека е тоа контролирано. Така, и знаеме да кажеме до тука беше, се водиме на други работи. Мора да се помине, не да Боже после на стари години, да ни текне до прва сега тоа се. Кога сме веќе кај силните жени, можните прочита дело од нив, делегацијата на Европската Унија те прогласува за жена на годината за 2020 година. Избрана си по пат на гласање на социјалните мрежи. Што уште повеќе давате жена? Тоа сакав да го кажам. Многу сме бројни, гласни од сите генерации на социјалните мрежи. Навистина се изненадев. Значи, навистина се изненадев дека толку публиката, значи, реагираше бурно, позитивно, толку убави коментари добив. Тогаш, навистина, она што претходно кажав, дека социјалната промена и дека мојот импакт или делување врз општеството не можам да го, немам мерило како да го видам, тогаш се случи. Значи, наеднаш, не знам, преку 10.000 луѓе почнаа да ми пишуваат, да гласаат, да ми кажуваат каква сум нивната инспирација, да ми кажат. И тогаш, навистина, сватив дека, вау, окей, сега знам дека сето тоа што сум го правила минативе 10 години, сега некако ми добива убава смисла. Тоа не е само чест, но и одговорност, бидејќи титулата ја добив за оваа година, не е за минатата година, него е за текущата година. Им благодарам на амбасадорите, дојдоа да ме посетат на саемот и како награда ги добив овие обетки, намерно ги ставив денеска да ги покажам. Тие се рачна изработка на една млада девојка која што изработува филигран и својот бизнис го има основано со помош на некои од тие европски грантови, специјално дизајнирани за мене со порака, со Edelweiss и со 7-те врвови. И со големо значење. Зарачиво ова што го кажа, нели еден голем ветер во грб? Навистина е. И сега малце тоа и ме плаши, како што пишувам и во книгата, пошто секој пат имаме ние нагоре и надоле. Знаеме дека кога има многу нагоре, после тоа некаде ќе почне да оди надале. Тоа е нормално. Јас сум веќе навикната на сето тоа, ама сега си викам,
Значи не може да биде подобро од ова. Сега очекувам нешто. Се Уште шегу. подобро. Не, ние очекуваме исто нешто подобро. Праше. Дури и патот надоле знае да биде инспиративен и креативен и тоа исто така го кажувам. Значи јас 2 месеци сум се качувала за да стигнам до врвот на светот, Монте Еверест, и после тоа што? Значи колку време можам да седам тамо? Може да предпоставите? Не повеќе од неколку минути се во верувам дека прашање. нешто не повеќе од 10 минути. И после тоа што? По истиот тој пат треба да се симнеме доле, безбедно и достоинствено, така, бидејќи да. тој пат е уште потежок. И тогаш настануваат сите тие несреќи, несакани моменти. И тоа е главната порака што сакам да ја принесам, дека и патот надоле е подеднакво значаен како и одењето надоле, метафорично во животот, во кариерата, во све. И тоа надоле не може да оди за навек надоле. Значи, ќе стигне до некоја долина, па пак ќе почне да се стигнува нагоре. Да, многу добра споредба. Велиш, да, и треба барем еден документарен човек да изгледал пред се за Монте Еверест за да ги свати всушност условите на кои што се изложени планинарките и планинарите таму. Да гледаме и да учиме од природата, Така. од цвеќињата, од животните, од тие природни промени кои што се случуваат и што настануваат. Само треба да учиме малку од Така. Сега ова ни се надоврзува на тоа што го велиш дека љубовта е водилка за се, па тука и нели се наметнува самото прашање, бидејќи станува збор за две уметнички души, колку вашето на дополнување за Игор зборуваме тука. Дека не те свати за кого збориш, јас сум дека и бивши ставени. Не, прашањето ми е само колку вашето на дополнување всушност придонесува, тоа нека биде порака до сите како љубовта, како водилка за се успешно на човек што може да му се случува во животот. Не дека не е успешен кога е сам, да не се разбереме погрешно, меѓутоа кога некои две сродни души така ќе се надополнуваат, да, тоа е важно. Да, поразлично ги доживува сите работи. Се извади в политички сопрашањава, нели? Се извади, не, да. Ама, навистина, да, еве, значи, настрана од нашата врска со шоуменот и тоа што сме две сродни души уметнички, јас сакам да се влюбувам во работите што ги правам, општо. Значи тоа што го правам, да го правам со љубов. Ако го чистам, ако го местам, тоа да го правам со љубов. И тогаш работата веќе не е работа, станува уживање. А наше е да одбереме што сакаме да работиме. Веќе денешно време ги имаме тие можности, кои повеќе, кои помалку, да одбираме што сакаме, што можеме да правиме. Кога тоа го правиме со љубов, без разлика што и да е, како прво квалитетот ќе биде добар, нели, исходот ќе биде добар и ние ќе го правиме тоа со вистинско уживање. И навистина, да, има голема убавина во тоа кога е човек влюбен и кога тие енергии се така помешани, тогаш све е некако и затоа таа линија после, затоа тој мир. Па добро, па вистина си има големо влијание. И сигурно, да, сигурно тие слики што ќе ги направам јас, ќе бидат поинакви отколку сликите што ќе ги направам некаде кај што сум осамена и гладна и изморена во планина. Секако таму ќе има некоја друга емоција, но апсолутно се гледа, барем ете во нашата врска, да ти одговорам сега конкретно на прашањето. Значи, ние бевме хиперпродуктивни овие 2 години. Игор има цел албум нов, јас не знам која ќе успее да го сними. И тоа е све хит до хит. Има 2 нови книги на кои што работи. Имаше промоција на присобраните дела. Пишува песни за големи, за мали, хитови што ги знаеме, повеќето се негови. А ти не застана. Јас исто така. Не застана, паралелно. Да, имаше многу убави проекти и од моја страна, некои кои што сега се завршија, некои што допрва ми предходат, како се вика, не ми предда, она допрва следува. Допрва доаѓа, и со огромна возбуда ги очекувам. И бидете вие живи и здрави, продолжете да ни инспирирате само. Секи си дојде по тоа. Да, сега само во интерес на времето да најавиме вечерва има еден настан. Ма јас си ветив дека ќе инсистирам да прашам, иако рече дека ќе види дали ќе ми каже и дека ексклузивно ќе ни открие каде оди. Не само вечерва. Вечерва ќе најавиме. За блиска иднина или за подалеч. За блиска иднина од овде. Да, вечерва имаме супер настан, Pitch Preach во Филхармонија, All Stars. Значи, јас учествував на Pitch Preach на Оревче, сигурно добро ви е познат тој настан.
На Оревче беше феноменално, многу се смеевме, тоа беше 2017 година и сега успеав повторно да им се придружам на екипата вечерва ќе бидам таму. Во колку часот е? Ќе во 8 часот почнува во Филхармонија, за малку подалечна иднина, ако и ве зборуваме, исто така ексклузивно еве ќе споделам, ми предстојат 2 патувања во Америка. Овој пат нема да биде искачување на планина, но ќе биде професионално усовршување на полето на спортот и она што си го работам веќе 10 години наназад, односно родовата еднаквост во спортот. Браво, браво. Ти посакуваме многу среќа и отворен пат. И ние секогаш си кажуваме за вакви позитивни, убави теми, инспиративни приказни на крај, наша гордост и тоа не го кажуваме дека си ни сега во студија, ние сме јавен сервис и навистина сакаме кога вакви инспиративни приказни преку медиумите допираат до гледачите. Една си од ретките личности која што кај публиката навистина наидува на позитивен фидбек и ја вреднува твојата работа во било која област. Остани таква, насмејана, позитивна, со убава енергија и се гледаме повторно тука. Зубави работи. Се гледаме. Благодариме.